Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов, Бог да биде со вас и да ве благослови изобилно. Денешната тема гласи вака. Наново родениот верник, христијанинот, има 7 основни причини за кои треба да го слави Бог. Посебно ја наменив за наши сограѓани кои живеат во Австрија. Како прво, верникот кој е наново роден, тој е ослободен од проклетството на законот. Така учи Библијата, така зборуваме. Апостол Павле вели вака: Христос не ослободи за слободата. Според тоа, стојте цврсто и не се подчинувајте пак или повторно на робскиот јарем. Тоа е запишено во писмото до Галатјаните 5 глава 1 стих. Овде или тука апостол Павле ја велича слободата на христијаните во Исус Христос. Таа слобода е слобода од јаремот на законот. Што значи тоа? Законот имаше задача да го открие гревот и да го води човекот кон покаяние пред Бог. Тој не даваше надеж, туку можност да се согледа човекот каков е пред Бог. Што значи тоа беше добра улога. И со доаѓањето на Исус, преку нашето наново раѓање, ние сме сега нови созданија во Христос и сме слободни од овој тежок јарем. Бидејќи сите барања на законот сега се извршуваат во нас преку Светиот Дух кој живее во сите кои се наново родени. Која е причината што треба да го славам Исус? Тоа е што Исус ме ослободи од тешкиот јарем на законот. Второ, тој е ослободен од осудата на гревот. Што значи тоа? И така, вели апостол Павле, сега нема никакво осудување за оние кои се во Исус Христос и живеат не по телото, туку по духот. Или во други преводи, одат не по телото, туку по духот. Зашто законот на духот, на животот, во Исус Христос ме ослободи од законот на гревот и на смртта. Зашто тоа што му беше невозможно на законот, зашто беше слаб заради телото, Бог го изврши испраќајќи го заради гревот својот син во обличе слично на грешното тело. И поради грев го осуди гревот во телото. Тоа е запишено во Римјаните 8 глава од 1 до 3 стих. Сега со вера во Христос, гревот иеко е околу нас и често пати ни прави проблем, не сме му веќе робови, односно не сме под негова осуда, бидејќи Христос го прикова на крстот. Како трето, верникот кој е наново роден, тој е ослободен од робството на гревот. Значи второто беше слобода од осуда на гревот, а сега од робството на гревот. Што е грев? Гревот е робство. Затоа апостол Павле вели: па така, ослободени од гревот, станавте слуги на правдата. Зашто, кога бевте робови на гревот, бевте слободни од правдата. Тоа е запишено во Римјаните 6 глава 18 и 20 стих. Тоа значи следново: со прифаќање на Исус преку вера, ние христијаните не сме веќе робови на гревот. Додека бевме во Адам, грешници, непокајани, ненаново родени, бевме робови на секој грев, на секој порок, на секоја страст. Но сега овие нешта се умртвени и живееме во слобода. Иеко понекогаш Адам, тој грешен човек, сака да оживее, сепак верникот ги умртвува сите грешни настојувања во неговиот живот. Како? Со помош на Светиот Дух, со помош на Бог, на Исус Христос, Светото Тројство. Како четврто, верникот кој е наново роден, кога верува во Исус Христос, тој е ослободен од злото на овој свет. Ние живееме во опак и расипан век. Исус, вели Павле, кој се даде себе си за нашите гревови, за да не избави од сегашниот лукав век по волјата на нашиот Бог и Татко. Тоа е запишено во Галатјаните 1 глава 4 стих.
И не само што сме ослободени од гревот, туку сме ослободени и од влијанието на овој мрачен и лукав свет. Според Библијата знаеме дека овој свет е целосно потопен во окови на лукавиот. Апостол Петар вели: спасувајте се од овој опак и лукав род. Сите што се спасени не се веќе робови на светските системи влијанија. Тие имаат нова природа и живеат во слободата што им ја даде Исус. Како што апостол Павле ќе рече: кој е во Христос, тој е ново создание, старото помина, ете се стана ново. Верникот кој е наново роден, тој е ослободен од власта на темнината. Прекрасно, зарем не? Да се оди во мрак, тоа е невозможно, тешко. Но затоа апостол Павле и самиот Исус Христос и сите апостоли нагласуваа дека нашата слобода е слобода во светлината. Библијата вели: тој не избави од власта на темнината и не пресели во царството на својот возлюбен син Исус Христос. Темнината во Библијата представува зло и грев. Сите што не се ослободени во Исус живеат во мрак, духовен мрак. Овој духовен мрак е производ на тоа што човекот е роден во свет во кој владее темнина. Без Христовата светлина нема слобода од темнината. Само Исус може да те ослободи од оваа мрачна состојба. И затоа рече: јас сум светлината на светот. Кој верува во мене нема да оди во темнина, туку ќе имаш светлина во животот. Како шесто, тој, верникот кој е наново роден, е ослободен од стравот на смртта. Библијата вели дека Исус зеде учество во тоа и со смртта да го уништи оној кој ја имаше власта над смртта, односно ѓаволот, и да ги избави оние кои заради стравот од смртта цел живот беа во робство. Тоа е запишено во Евреите 2 глава 14 до 15 стих. Додека бевме поробени, почитувани во овој свет и бевме деца на темнината, ние бевме и робови на стравот. Овој страв не е ист како оној природниот страв. Стравот од смртта е нешто што му представува голем проблем на човекот, бидејќи ја гледа бесмисленоста на животот. А сето тоа носи страв во душата, што ќе биде со мене кога ќе умрам, каде ќе бидам и така натаму. Но Христос ни даде слобода и решение од овој проблем, зашто тој рече: јас сум воскресението и животот. Тој е изворот на животот и веќе нема страв. И седмо, секој што е наново роден, тој е ослободен од својата духовна смрт. Апостол Павле ќе рече, или рекол: со Христа сум распнат на крстот, и јас веќе не живеам, туку Христос живее во мене. А животот што сега го живеам во телото, го живеам преку верата во Божиот Син, кој ме возлюби и се предаде себе си за мене. Тоа е запишено во Галатјаните 2 глава 20 стих. Духовната смрт представува непознавање на Бог. Оној што не е наново роден не го познава Бог и духовно е мртов, така вели апостол Павле во 2 глава 1 стих од Ефесјаните. И вас, кои бевте мртви во вашите престапи и гревови. Но Исус не оживее преку неговата благодат и сега сме оживеани и го познаваме Бог преку Светиот Дух, кој има посебна задача во нашиот живот, да не упатува во вистината, да ни дава победа во животот и така натаму. Кога Христос живее во нечиј живот, тогаш има и плодови на Светиот Дух. Плодови на Светиот Дух, да, бидејќи сме ослободени од сите овие, од темнината, од осудата на гревот, од робството на гревот, од законот кој не осудуваше, од страфот, смртта, и сега верникот покажува плодови во неговиот живот. Тоа е неминовно. Во писмото до Галатјаните 5 глава 22 и 23 стих на многу специфичен начин се опишани плодовите на Светиот Дух. Иако Павле
Во другите писма ги спомнува овие нешта, сепак овде тие се најасно опишани. Тој вели, а плодот на духот е, набројува, љубовта, радоста, мирот, долготрпеливоста, добротата, милосрдноста, верата, кроткоста, воздржливоста. Против такви нешта нема закон. Плодот на Светиот Дух е резултат на неговото присуство во животот на секој наново роден верник, кој го примил Светиот Дух. Библијата јасно вели дека секој ќе го добие Светиот Дух во моментот кој ќе поверува во Исус. Тоа може јасно да се согледа од следниве библиски стихови. Но вие не сте во телото, вели Павле, туку во духот, ако Божиот дух навистина живее во вас. Но, ако некој го нема Христовиот дух, тој не е негов. Тоа е запишено во Римјаните, 8 глава, 9 стих. Потоа истиот апостол на Коринската црква вели вака: зашто ние сите сме крстени преку еден дух, тука се мисли на духовното крштавање, во едно тело, било јудејци или елени, било робови или слободни. И сите сме напоени во еден дух. Тоа е запишено во првото писмо до Коринтјаните, 12 глава, 13 стих. Потоа Павле вели во Ефесјаните: во него и вие, откако го слушнавте зборот на вистината, евангелието на вашето спасение, и откако вие поверувавте, станавте запечатени со Светиот Дух на ветувањето, кој е залог или капар или гаранција за нашето наследство, за откуп на оние кои станаа Божја собственост и за пофалба на неговата слава. Тоа е запишено во Ефесјаните 1 глава 13 и 14 стих. Една од главните цели на Светиот Дух во животот на христијанинот, верникот, наново родениот човек, е да го промени животот. Без духовна промена на животот не може никој да го види Божјото царство. Улогата на Светиот Дух е да не направи да бидеме што послични на Христос, да се изобрази Христос во нашиот живот и да бидеме се поблиску до Него, живеејќи свето и праведно. Плодот на Светиот Дух е во директно спротивставување со делата на грешната природа, на Адам, опишани во Галатјаните 5 глава, во истата глава. Во овие стихови, каде што Павле вели дека тие се против духот, се вели следново: а делата на телото се очигледни. Тие се блудство, нечистотија, бесрамност, идолопоклонство, маѓии, непријателства, препирки, љубомора или завист, лутина, поделби, раздори, ереси или кривоверства, завист, пијанства, гоштавки и други слични на овие, за кои сте предупредени и пак ве предупредувам, дека сите оние кои ги прават овие нешта нема да го наследат Божјото царство. Овие грешни дела се однесуваат на сите луѓе кои не го познаваат Исус и не се под влијание на Светиот Дух, односно го немаат во себе. Нашето грешно тело произведува одредени плодови или дела, кои ја одразуваат нашата природа, а Светиот Дух произведува плодови кои ја одразуваат Божјата природа. Животот на христијанинот, всушност, е војување против грешното тело на новата природа, што му е дадена во Христос. Како паднати човечки суштества, ние се уште се фаќаме понекогаш во стапица на телото, кое што ги сака грешните нешта. Сепак, како христијани го имаме Светиот Дух, кој ги произведува во нас плодовите. И не само тоа, туку ја имаме и неговата сила на располагање за да ги победиме делата на грешната телесна природа. Христијанинот никогаш не може целосно да ги порази овие грешни нешта. Но една од главните цели на христијанскиот живот е да дозволиме на Светиот Дух прогресивно да произведува се повеќе и повеќе од своите плодови во нашиот живот и да му дозволиме
да ги победува сите грешни желби кои војуваат против Светиот Дух, против Духот кој живее во нас. Бог сака во нашиот живот да се покажат плодовите на Духот. Со помош на Светиот Дух тоа е можно. Нека Бог ве благослови, почитувани. Амин.